Здраво другари, здраво другарки. Денеска ќе видиме како се прави огромна манипулација на маркетот. Мислам, според ова све што се случува, салата прави Трамповски. Нашиот омилен лик, или може да сега најнеомилен лик. Значи, дечкото више, мислам дека суте под манипулации. Гледате, вчера, значи, беше партал нивото, вчера и завчера, значи, во надолна линија, денеска во нагорна линија, не знаеме што се дешава. Едноставно коцкарите ги растурија и шортери и лонгери, ќе ги видиме малце подосна. Само прво видиме што се дешава со биткоин, ама гледате, прво добравме тука до ниво на Fibonacci retracement, па потоа се враќаме, па не можеме да го пробиеме ова ниво и стварно не знам што да кажам, мислам манипулации невидени, може само го видиме маркетот на видиме пола сат да го ставиме, да видите што се дешава. Видете го. Значи, маркетот салата од тука, значи од 21 март во надолна линија, па после малце нагоре, па пак надоле, па нагоре, надоле, нагоре пак, па надоле, па нагоре, па нагоре, па абе гледате, значи ова салата се прави, затоа го ставив на пола сат да видите, значи како се манипулира еден маркет. Ова е партали, мислам Трамповски, најголем манипулатор испадна целиот маркет и после некој ќе ми каже слушај, па може да го шортам маркетот, можам да го лонгам. Тоа, дечки, само може да се лажеме дека некој знае да го лонга, да го шорта. Да видиме на weekly ниво што се дешава. На weekly, гледате, значи имавме минатаа недела во надолна линија, сега денеска сме во нагорна линија. Ќе видиме до кај ќе стигнеме. Значи ја стварно не знам, али реален да бидам, според ова све како што се дешава со вакви манипулации, ја не очекувам да пробијам 76.000 оваа недела, ама ќе видиме што ќе се дешава. Затоа што Трамповски, немам што да кажам, од ден во ден, значи како ќе стане, така менува мислење, така се менува и маркетот. Така да немам зборови. Гледате тука ја што имам направено као една триална формација, мислам ова ми е на дели ниво направена триална формација, би требало да пробиеме триалната формација, али дали ќе останеме надвор таа триална формација, ќе видиме. Гледате, тука малце сме пробиле и потоа пак влегуваме во триална формација. Така да не знам што да кажам више, не знам што да мислам ја во однос на маркетот. Мислам ова само на Трамчу мозокот да му се влезе и да се знае што се случува со целиот маркет. Не знам што да кажам, ова е салата невидена. Али како и да е, мислам ова ниво тука каде што го мислам овој сапорт што е направен, се уште ние како сапорт и доколку имаме паѓање, не би требало да отидеме под овој сапорт што е тука негде околу 66 или 66.500. Ќе видиме што се случува со ова понатаму, зависно како Трамповски ќе се игра со маркетот. Да видиме нашиот омилен коин Cardano, ADA, што се случува со него на овие нивоа, претпоставам дека истата манипулација, затоа што нема вгледано 2 дена маркетот. Мислам, не следам вака што се случува со свеките, така да сега ќе разгледаме, да видиме до кој нивоа сме, до какви нивоа сме. Само нека се учите, ова ни е на weekly, гледате исто, минатаа недела во надолна линија, сега сме во нагорна линија денеска, како ќе завршиме до крајот на неделава, тоа ни Господ мислам дека не може да знае, само Трамповски го знае како ќе завршиме со маркетот и неговите синови. Нормално, само да видиме овдека, значи гледате тука не знам што да кажам, сапорт ни е 0.22, реално и подоле сапорт. Мислам погоре сапорт, едино ако ставиме може да ставиме вамо негде на 0.24.3. Ајде баш ќе оставиме овој сапорт да видиме дали може да пробиеме надоле, али како и да е сме испод овој 0.26.2 ниво, испод тоа ниво сме, ќе видиме до кај ќе се задржиме на тоа ниво. Мислам ова ни е моментално како резистанс, така да ќе видиме што се дешава, али реално кажано ние сме тотално бериш, мислам на Cardano чартот на weekly нивото, ако ги разгледаме нели овие moving averages, сите се над тоа ниво, значи гледате сите moving averages, значи се наоѓаат на 0.50, 0.57, 0.59, така да секако ние сме ептен бериш за нашиот коин. Мислам, тоа е во однос на кажано
Во однос на чартот, инаку јас сум тотално бољи за самиот коин и мислам дека ценава е одлична за да се купува моментално ада. Добро, да видиме што се дешава на daily, ќе го разгледаме и на hourly. На daily, гледате, тука сме пробиле испод Fibonacci retracement, што значи дека следниот сапорт ни е на 0.24.5, 0.24.4. Не сме се спуштиле, денеска сме во пумпање. Гледате, како што кажам, 0.26.2 или 0.26.3, така нешто ќе му испадне. Е моменталниот резистанс, ќе видиме дали ќе испука нагоре. Реално според ситуацијава што се дешава све, не гледам некоја нагорна линија, освен премногу ако се кладат на надоле. А мислам дека ги имаше денеска прилично шортери. Ќе го видиме тоа малце подоцна. Да видиме на daily, мислам на hourly ниво што се случува. На hourly ниво, значи, ако гледаме на hourly, последниот, тоест не, ова ќе го направам само како сапорт. Последниот сапорт ни бил на 0.26.0, што значи дека сме го издржале овој пат. Така да ќе видиме што ќе се дешава понатаму. Не знам дали ќе продолжиме надоле, но според moving averages на hourly ми можело да не спушти до 0.25.7 и ќе видиме за понатаму. Само да видам дали тука може да направам некој support level и ваму мислам дека би може да направи некој support level. Да. Околу moving average-от може да направи support level. Само да си го сейвирам чартот. И да го видиме нашиот останат коин, значи да видиме со Ethereum што се дешава. Со Ethereum, да, исто сме тука на resistance level, гледате, пробуваме да се пробие, но потоа го одбива и моментално сме на 2150 сума. Оваа линија што имаме направено вамо, моментално не е како добар сапорт, но ако имаме некој поголем пад, мислам дека ќе се задржиме околу $1880 или $900, така нешто. Му испаѓа, така да ќе видиме што ќе се дешава. Од овдека би можеле да направиме некоја тријална формација, баш ќе ја направам таа тријална формација. Видиме само да одберам Рей. Според ова ваму, ова би била нашата тријална формација од која би требало на daily ниво да излеземе. Сега дали ќе биде надоле или нагоре, тоа ќе го видиме. Претпоставувам дека ќе биде нагоре, а може едноставно да не се погоди оваа формација и да не излеземе нигде. Да продолжиме sideways, да се движиме околу овие две линии, околу 1800 до 2150. Јас кажав, значи, едно време дека $2150 ни е голем резистанс, така да ќе видиме што ќе се дешава во иднина. Само да видиме исто што се дешава на weekly. Би требало да е истата работа како биткоин. Само да видиме. Еве, гледате исто, од оваа тријална формација, значи ова е една многу голема тријална формација. Ние сме излезени моментално во надолна линија, претпоставам дека се враќаме во иднина, само што не знам кога. Според Fibonacci retracement, тука сме исто на resistance level 2136, малце над него се наоѓаме, тоа не мора да значи дека ние ќе пробиеме нагоре. Ќе видиме во иднина што ќе се дешава. Тука исто имаме некој support band, значи доколку паѓаме, гледате 2000, тоест 1860 или 900 ни е отприлика некој сапорт што не би требало да го пробиеме надоле. Дека доколку го пробиеме надоле, би оделе на 1750, потоа на 1380. Ова не верувам да се деси. Значи 99,9% нема да се деси. Тоа што кажувам секојаш може да има фейкаутс, може да се спуштиме до ваму, до 1850, па потоа се вратиме, затоа што гледате, тука имавме исто фейкаути. Да, надоле, па потоа одиме нагоре. Ова е нормално за манипулација на маркетот и Wall Street да се збогати. Да ги видиме нашите омилени коцкари. Значи, коцкарите вчера ги раздрма многу убаво, 280 милиони лонг, затоа имавме и пад на целата берза.
А потоа денеска со Трамповски содавање на неговите изјави си ја напумпа берзата, па потоа малце се спушта берзата, па се консолидира, па се прави, па не знам што више се дешава. Гледате тука шортерите ги скина 362 милиони да ги скинеш. На шорт и на лонг 300 милиони, треба да си експерт. Мислам дека само Трамчо треба да си за ги скинеш вака. Стварно не знам што да кажам. Значи, овие очигледно имаат премногу пари, коцкари само се коцкаат. Барем нека пуштаат едно 100.000 долари, ние да ги ставиме на лонг терм за да ги вратат парите. Да видиме само во повлечен прозоров. Еве, гледате, Трамчо денеска што вика. Трамп postpones military strikes on Iranian power plants for 5 days. Значи, на 5 дена, он ќе паузира, сега нема да напаѓа човекот, сега ќе проба да се договара. Значи, прво ние ќе напаѓаме. Вчера како викаше, значи, изјавата му беше, ние ќе нападнеме, имаат они 48 часа, ќе видат, готови се крај за 48 часа, за денеска да смени мислење, слушај, ќе позираме 5 дена. И вчера маркетот надоле, денеска нагоре маркетот. Вака изгледа Трамповска манипулација, одлична манипулација, 100% од тие неговите синови или блиски таму роднини, си кариле на вакви информации, не можам да најдам некоја таква информација, ама 100%, значи тоа го гарантирам. Кога имате Трамп да ви биде татко или дедо, нормално дека ќе си правите пари, затоа што е прв човек. Тука имаше некои изјави, тука исто така, гледате, Trump speaks after announcing delay on Iran attacks. Мислам го немам гледано видео, ќе видам после да го чујам, али не е нормален човекот. Човекот е тотален манипулатор на цел маркет. Катастрофа не виде. Тоа е во однос на берзата, сега малце зборувам за некои други информации. Само да ги отворам информациите затоа што ги имав затворено. Само да ги лоадирам. Сенатор said they've reached compromise on yield to advanced crypto market builds. Значи, они сега ќе се договараат, нели, сенаторите, колку ќе им дадат, како се вика, заработувачка, значи yield, колку ќе има заработувачка, па ќе видиме колкава ќе биде, дали ќе биде толкава, али очигледно мислам банките нормално е да не сакаат тоа, ама договорено унапред. Али напредна, значи со целава работа, мислам дека до крајот на април би требало да го изгласат, нели, тој маркет бил. Ќе видиме што ќе се дешава понатака. Гледате, ту ки сенаторски фрипоне come to tentative deal on stablecoin yield. Значи, они ќе се договорат сега. Може нема да биде 5%, ќе биде 2,5%, за може и 2,5% и банката ја кери. Ќе видиме што ќе биде. Али мислам дека како и да е, мислам, банките контролираат со Америка, така да нормално дека и банките ќе имаат ќе извлечат нешто добро, али ова исто ова сенатор Лумис, нели ова најпознатава што сака да се воведе крипто, тоа што нонстоп има изјави од незе. Она имаше ставено yield, демек еве сега ќе договориме. Баш ќе видиме колку ќе договорат yield. Реално мене не ме интересира yield-от колкав ќе го направат во Америка. Претпоставувам дека во држави што се надвор од Америка, што нема подлежат, нели, по тој закон, што ќе го направат они Clarity Bill, претпоставувам дека ние ќе имаме yield, сега колкав ќе биде, тоа стварно не знам. Затоа што Америка, нели, нормално ќе си направи забрани на USDC, претпоставувам дека USDT ќе остане со прилично голем yield, така да ќе видиме понатаму. На Binance мислам дека едно време изнесуваше 10%. Ама ќе видиме. Ова сега висто го видиме, ова е малце постаро, од мај 2024 година. How researchers create an 11-year-old password to a 3 million crypto wallet. Поента на ова, демек бил стар софтверот, па они можеле да го криптираат, тоа требало да се апдейтува, па немало може да се криптира. И ја не верувам во тоа, доколку некој има физички пристап до волетот, значи не е битно каков хардверски, софтверски волет, мислам дека може да се хакира и тоа не е дека нешто кузне колку многу тешко. Поента да ми беше дека овој ги чувал на хардверски волет и затоа што не можел да ги врати 3 милиони, ангажирал тим каде што тимот ги извадил. Нормално професионалци со ваква работа што се занимаваат, мислам дека може да кракираат 99% од работите. Да не кажем и 100%. Така да многу голема заштита треба за ова.
за заштита, нормално многу подлабоки работи ги предавам на академијата, така да би требало да се пријавите на академијата, знаете како да се заштитите. Да видиме понатаму што се деша. Еве, Crypto Firms cut 100 of jobs in week, blaming weak market strong AI. Да, ради слаб маркет, нормално е и ради тоа што доларот е многу јак и не се симнува референтната каматна стапка, нормално е да се кратат работни места, но тука има исто така улога и Artificial Intelligence. Не знам дали гледавте во Amazon, тие што го кодирале AI-то, на крај биле избркани затоа што биле заменети од AI. Така да ја мислам дека треба луѓето да се пазат од AI, тоест на работа кој ќе им кажат дека треба да користат AI, нивното AI да го користат, тоа е нормално за да го билдаат, они би требало да користат приватно AI, значи не користат од фирмата, ради тоа што многу брзо. Сега не знам колку брзо би можеле да бидат сменети, но репетитивни работи може да бидат сменети од AI. Така да тоа е моја препорака, да не се користи корпоративно AI, тука да се користи приватно AI за извршување на некои задачи. Сега колку би можеле да се приватните фајлови од корпоративните колку би можеле да се споделуваат на приватно AI, тоа не би сакал да го разборам, но не би требало да се споделуваат корпоративни работи на приватен AI. Затоа што нормално може да има лик на податоци, да излезат податоци надвор и потоа да имате голем проблем. Али гледате Crypto.com, триминг 12%, значи 12%, околу 180 работни места ќе кратат Crypto.com, не знам кој беа, Gemini Space, мислам дека 30 dead head grown today, само прочитам да крата reft of layoffs, Gemini Space, it will eliminate roughly 200 positions, значи гледате 200 позиции. Само да видиме. Значи гледате, они кратат, нормално е кратат, прво слаб маркет имаме почетна рецесија во Америка, имаме јако AI, нормално да се кратат работни места. Да видиме понатаму, гледате, interest in altcoins has dropped significantly, analyst claims this has a different meaning. Што има different meaning? Значи прво да го објаснам целата работа, нормално е затоа што според некои метрики ако видиме и според економијата дека иде во рецесија, не само алткоини, прво нема заинтересираност голема и за биткоин, нема заинтересираност голема и за злато и за сребро, значи го гледате све паѓа, само нафтата отида нагоре, нормално затоа што сад има многу нафта и моментално продаваат и доларот ќе се зголеми затоа што во долари ќе се тргува нивната нафта. Тоа е целата работа. Само да прочитам, new data indicating a significant decline in interest in cryptocurrency, notable shift in investor behavior. Само видиме, stated trading volumes have entered a sharp добро, во downtrend сме, секако така да. The current macroeconomic uncertainties. Тоа што го кажам, значи геополитички ризици, несигурности на пазарот и нормално дека алткоините ќе прават underperform на биткоин. Не дека биткоин многу пораснал, значи во последно време, но кога некој бира, нормално од инвеститори што се со сериозни пари, кога бира дали да стави во алткоин или да ја стави во биткоин, ќе одбере биткоин. Но мислам дека моментално не одбираат ни биткоин. Така да ќе видиме што ќе се дешава во иднина. Мислам јас секако очекувам значи зголемување на економијата, предвижување на економијата во нагорна линија на Америка, така да со тоа ќе добиеме и зголемување на цената на алткоините на биткоин. Да видиме ова. Ова беше интересно. Brazil Shells Crypto Tax Consultation Focus Shifts to Elections. Значи сега ради изборите, они немало да прават закон за крипто данок, па не знам што ќе се дешавало, туку ќе било после изборите ќе се разгледувало ова, а негде прочитав исто така дека они сакаат да воведат данок од 20%. Не сум баш сигурен за ова, а мислам дека сакаат да воведат, што е катастрофа. Да видиме ова. Ова интересно, во Швајцарија, сега со АДА може да се пазарува во 137 продавници на Спар. Спар, да ви кажам, не знам што е. Само да видиме. Али како и да е некоја голема фирма
во Швајцарија, тука пишува ли што е SPAR. SPAR stores increase payments are processed in real time, гледате, without resilience on centralized exchanges. Значи без централизирана медувачница може да платите со ADA. The payment function of Open Crypto Pay also allows ADA tokens from native ADA wallets to be used directly at the checkout for payment. Значи со ADA може да си платите бам од телефон, од некој волет, плаќате си одите, чао, пријатно. Мислам, ја моментално не би плаќал во ADA, затоа што цената му е многу мала, али како и да е многу добра опција. Само да видиме што е SPAR Shops. Зашто со овие SPAR Shops? Тоа ме интересира. Branded Stores. Добро, Dutch Branding, Supplies and Support Services for independently owned and operated food retail stores. Во Амстердам, значи ова е уствари холандска фирма. Супермаркети со ова, да, супермаркет. И па добро, одлично со што може да се пазарува со вакво. Ово исто сакав да го видиме. Уствари, не, они нема 20% уствари текст на Бразил, за Бразилова зборам, значи они нема уствари 20% данок, туку они ќе ги даночеле стейблкоините. Значи за секој извршена трансакција до 3,5% ќе си платите данок. Значи такса ќе си платите за користење на стейблкоини во долари. Само е ретардација невидена. Ретардација. Некој 3,5% ми наплати. Ова е блудост. Претпоставувам, значи ова е моја претпоставка, претпоставувам дека они ќе си вадат некои нивни внатрешен стейблкоин и на тој ќе има 0% за не се користат долари во нивната држава. Ова 3,5%. Ова е лудница. Бразил малце забегуваат. Ево, Бразил 9 billion stablecoin flow, triple tax. 3,5%. Неам зборови. Хефрит. Добро. Значи, они гледаат и сега сакаат да направат 3,5% текси, не знам колку само ќе испаднеле во пари да направат уствари. Еве, гледате, они сакаат да го заштитат финансискиот систем, за да нема изнесување на пари од 6 до 8 милиарди. Вау. Значи, од 6 до 8 милиарди, па добро. Државата сака да се штити. Еве, гледате, it would impose a persistent 3% cost on every trade breaking the utility of stablecoins for payments and hedging. Па, апсолутно, ако 3% некој ми наплаќа, зашо би го користел стейблкоинот? Се надевам дека ова нема го пренесат на целото крипто, току ќе остане само на американски, на USD стейблкоини. Ова исто беше интересно. Gold stock in Dubai is being sold as discount as war widens. Затоа што во Дубај има многу злато и сега луѓето што бегаат, нели, од Дубај, нели, ради војнава што се дешава, не може да го изнесат злато, дека, нели, нормално гломазно, место да имаат биткоинче, со биткоинче одма само со USB-то, дури не ти треба ни USB, може да си ги запамтиш фразите, нели, ако си добар во памтење, си ги запамтиш фразите без ништо, да излезаш каде било, после набави само, мислам, на телефон после куцаја фразата и го имаш целиот биткоин. И сега они со злато не може да го изнесуваат и го продаваат испод цената, значи што е на берзата. Замислете, испод цена сега го продаваат. Затоа што нема како си изнесе. Баш ова го прочитав, али е лудост. Мислам, целава статија ја читав и лудо е да се продава вака злато. Затоа нормално и паѓа цената, ради тоа што испод цена кога се продава и сега не може да го продадат, уште толку паѓа, нели, уште толку ја симнува цената за да го продаш и нормално дека ќе падне целата цена на златото. И среброто, мислам дека баја ги падна тоа. Сега да може да видиме чарт. Баш кога го видиме потоа чартот, сакав уште за нешто збориме. Ова е уствари на
значи нов протокол каде што уствари целото RWA, значи токенизирање на акции, токенизирање на имот, токенизирање на злато, на што било, се прави со овој протокол ERC 3643, the token standard for RWA tokenization. Што е најлошото со овој токен? Некој ќе каже и слушај, па одлично е ова, standard for permission tokens. Што значи ова? Permission tokens. Ова значи дека ако нели јас се поседувам при зградата и се ја токенизирам цела зграда и некој купува нели од моите токени што се нели по стандардот ERC 3643 и со овие токени, например, он купува, не е битно, некој дел дава $5000, ја му давам ERC токен, тоа му представува собственоста на човекот што купил. Јас, како издавач, можам да одлучам на која било мрежа, значи не е битно, Ethereum, на Ethereum мрежа, дека највише RWA се прави на Ethereum мрежа, да ги замрзнам неговите токени. Значи крај, неговите токени се замрзнати, не може да ги продава. Или може да забрана да се продава, или може да кажам, може да продава 10%. Че замислете, токен стандард катастроф. И после некој ќе ми каже, слушај, па ова е многу добро, ќе се токенизираат. Да се токенизираат, ама да не може никој да ми ги земе, да ми забрани да правам некои работи, да ме ограничи, да, тоа се сложувам. Ама кога може да ме ограничи, зашто ја би купувал после со токени имот? Кога може, еве, например, државата кој извади тие токени, може државата да каже, например, ти не се свиѓаш на државата, нешто збориш против државата, не е битно, на лева нога станал, нели, некој што може да ги забрани токените, да каже, слушај, денеска Славчо, едноставно нема може да ги продава. Токените ќе му ги забраниме, може му ги одземеме. Што е катастрофа. ERC 3643. Она ја што го имам прочитано за овој стандард, лудост. Фала Богу, не се истиот стандард и криптовалутите, така да подобро ќе чувам крипто, ќе се зимам yield од крипто, ќе најдам милион начини како да зимам yield, него ли купувам RWA tokens, каде што може некој едноставно да ме скине од системот. Катастрофа. Кој што кажав, сакав да видиме само и злато и сребро, само да најдам злато и сребро. Ево, мислам дека беше gold. Ајде, само нека се отвори. Ево го да го видиме моментално златото, среброто и биткоин. Значи гледате денеска, мислам последниот период, некој ќе ми каже, слушај, топ е да чува злато, да бе, многу е топ да чува злато. Гледате последниве, како ќе му испаднува 1, 2, 3, 4 дена. Последниве 4 дена салата го направија, сол го направија златото. Значи падот е негде 15%, мислам дека така од прилика ќе му испадне. Не, моментално околу 12%, 10%. 10-12% му е моменталниот пад за 4 дена. Ама ако видиме, дојде од доле до $4100 цената злато. Значи ова е партали, невидено и денеска враќа цената. Ова е што ви кажам. И некој ќе ми каже, слушај, во војна е многу добро злато, чуваш? Да, видија волатилноста на злато. Што е ова бе денеска? Ова е катастрофа, значи ако почнало од ваму, од 4466, пуштање до 4100, значи за 10%, па го враќаме нагоре. И вика некој ќе ми каже, хедж. Да, сигурно. Ем не може да се пренесе, ем не може да го продаеш и го продаеш испод цена. И тоа нормално, и во Македонија. Сега не знам, сигурно и во странство е така, ама ќе земеш злато, пред ќе го купиш, не е битно и плочка да е, ќе ја купиш 1000 евра, кој ќе отидеш истиот ден да отидеш да продаеш на истото место, ќе ти кажа, дечко, 800 евра, ја откупуваме ние. Че злато да купувам, никој случај. Па биткоин кој ќе купам јас на пред 68.000, ако денеска е $68.000 цената, а по иста цена ќе ја продам. Не ја продам $2,000 помалце. Што значи прво подобро и поликвидно ми. Вамо треба да отидам, па најдам човек, па да купи, па чекај, па ќе ми испитува, па ќе ми го грепка златото. И зашо ќе чувам злато? Катастрофа. Еве исто, ако можеме да видиме тука, исто падот од $100 на тоест не е $100 ова.
од $93 паѓа на $69 таму. $70 среброто паѓа. И пак некој ќе каже, ама слушај, одлично да чуваме, нели? Сребро и вап. Да, сребро. И ја викам, ама во накид. Мислам, не да чуваш, да си носиш. Дека ја носам приран сребро, дека среброто е лековито. Ама да го чувам во коин или во не знам што било, е лудост. Тоа е тоа, дечки. Имајте убава вечер и се слушаме во наредна прилика.